по повод меѓународниот ден на штедењето, врати ми ја прасицата? Никако. Да, врати ја прасицата. Повелете. Тука? Инаку на Тања Сарандеска е. Ќе ја вратам после, ама сега да и се радувам. Нема ништо поубаво и поголема радост. Совесен штедаче Јована, инаку да знае. Имено кога како деца, паметен, ќе ја преполниме касичката и тука ќе го отвориме делчето, па ќе ги извадиме сите и ќе ги преброиме. Вујче од Америка по $1 не ти носеше? Тоа е не се штедев. Тоа е незаменливо чувство и остана така во сеќавање. Сега дали тоа можеме сега како возрастни луѓе да го правиме, освен што го даваме примерот на децата, како да штедиме повеќе за овој ден, разговараме со Кристина Краљичин, таа е самостоен советник во Народна банка на Република Македонија. Добро утро. Добро утро и за гледачите од мене. Мило ми е што сум тука денеска. Може да направиме вовед во темата со тоа зошто го одбележуваме меѓународниот ден на штедењето. Токму денес. Да, токму денес, 31 октомври од 1924, што значи 100 години од како се одбележува овој ден во меѓународни рамки. Бил одржан првиот меѓународен конгрес на штеделниците во Милано, Италија. Од тогаш е одлучено со поддршка на иницијатива од 29 земји дека овој ден ќе се одбележува. Всушност, штедењето е платформа за поттикнување и за промовирање на личните заштеди, затоа што тие всушност придонесуваат кон благосостојба на индивидуалците, на поединците, меѓутоа имаат влијание и во економската ситуација во земјата колективно гледано. Како тимот на Народната банка на Македонија, тимот за финансиска едукација, ќе го одбележи меѓународниот ден на штедењето? Народната банка на Република Северна Македонија одамна веќе работи на финансиска едукација и на активности поврзани со финансиската писменост, меѓу кои секако и темата на штедењето како една од основите за работа во оваа дејност, би рекла. Именно од 2012 година па наваму одржуваме конкурс за учениците, за помладата популација, од основното и од средното образование. Така и оваа година добивме на наше огромно задоволство 703 творби, креативни творби на тема штедење. Оваа година се фокусиравме за штедењето наша навика, наша потреба, токму она што и денешната тема на ова гостување, додека за повозрасните во средното образование штедењето како дел од новите технологии, сите предизвици што ги носи технологијата и дигиталното време, односно секако дека со зголемувањето и развојот на технологијата се развиваат и поинаку се однесуваат и финансиските производи и услуги, а со самото тоа стануваат и покомплицирани, па носат и одредени ризици и секако имаме тука свое влијание во однос на објаснување на безбедноста на користењето на овие финансиски услуги и производи. Со овој конкурс традиционално 12 години го одбележуваме и секако после, бидејќи во текот на овој ден ќе бидат истакнати резултатите од самиот конкурс, наградените ќе имаат можност да се прочитаат. Во текот на наредниот период ќе организираме и јавен настан за доделување на пригодни и парични награди. Добро, наша навика, наша потреба. Ќе објасните на граѓаните зашто е важно да се штеди. Така, како што спомнав и при објаснувањето на што значи меѓународниот ден на штедењето и еве што споменав дека се работи за еден вид на платформа за поттикнување и промовирање на личните заштеди, штедењето посекако влијае на благосостојбата на поединецот, пред се затоа што штедењето има позитивни аспекти во однос на тоа ако се соочиме со непредвидени ситуации. Значи, одредени финансиски трошоци на секого можат да му се случат во даден момент во животот и при тоа доколку има заштеда ќе може со тие да се сноси. Тоа значи економска отпорност во услови на криза. Додека и во глобални размери, во случај на глобална економска криза и пораснување, да речеме, на невработеност и на сиромаштијата, секако дека финансиската едукација, финансиската писменост на населението е многу важна и штедењето како култура е една од основните постулати за може да се издржи одредена финансиска криза. Се постава прашањето колку сме финансиски писмени?
Народната банка во изминатите години, 2018-19 година, изврши мерење на нивото на финансиска писменост. Тоа е многу интересно. Како се мерите финансиската писменост? Бидејќи Народна банка соработува со многу меѓународни организации, како што е Меѓународната мрежа за финансиска едукација при ОЕЦД, Алијансата за финансиска вклученост и така натаму, меѓутоа и со секако со локалните авторитети и регулаторите на финансиските институции во државата. Но ние сме дел од едно координацијско тело на финансиска едукација и финансиска вклученост и при тоа со заеднички иницијативи и напори имаме досега воспоставено стратешки документи како што е националната стратегија, например, за финансиска едукација и финансиска вклученост и не само што ги таргетираме младите, исто така таргет се и возрастната и општата јавност и општата популација. Значи, мерењето има посебен начин на прибирање на тој податок. Во суштина се работи за меѓународно утврдени стандарди по одредени прашалници кои што ги испроведуваат сите земји. Ова кога го говорам се мисли на возрастното население од 7 до 77, значи со репрезентативен примерок на 1000 испитаници во различни сфери, во различни региони низ Македонија. Значи горе-доле нивото на финансиска писменост е споредливо со останатите држави кои што го имаат спроведено тоа мерење и ние се наоѓаме во рамките на регионот. Секако, секогаш постои можност за напредок со нашите иницијативи и програма за работа. Со тоа што во последните години Народната банка формираше засебна организацијска единица, Дирекција за заштита на потрошувачи и финансиска едукација, секако дека со сите активности што ги спроведуваме има влијание врз, се надеваме дека има влијание врз подигнување на тоа ниво со цел заштита на личните поединци, меѓутоа и на економијата и на финансиската стабилност во целокупност. Добро, значи тимот за финансиска едукација на Народна банка се труди да ја зголеми свеста кај граѓаните и од потребата и од значењето на штедењето. Колку граѓаните им веруваат на институциите? Се покажува дека трендот за штедење е секогаш присутен, па и во пораст во последните години, така што убедливо е дека овие иницијативи што ги спроведуваме, а пред се ке помладите, имаат огромно влијание во тоа што значи штедењето и понатаму и самите го сваќаат сериозноста, затоа што штедењето всушност ја обезбедува иднината на секој поединец. Зборовме за многу проекти кои што ги реализирате. Некои идни во делот на штедењето кога сме веќе? И до сега имаме голем труд вложено во создавање на нови креативни проекти. Не се работи само за, да речеме, печатени материјали или онлайн материјали во поново време, нели тоа е тренд. Присутни сме на социјалните мрежи. Постојано споделуваме информации кои што се интересни и карактеристични во вид на совети за потрошувачите. Значи, во последно време со формирањето на засебната организацијска единица, ние се осврнуваме кон финансиска едукација на самите потрошувачи. Да речеме, минатата година објавивме дигитална брошура за дигитална безбедност, односно безбедност при користење на дигиталните финансиски производи и услуги. Како што кажав и на самиот почеток, секако темите се менуваат со текот на времето. Меѓу другото, освен многуте печатени електронски материјали, имаме и анимирани видеа, кои што се исто така едукативни на современи теми, затоа што во денешното брзо време и на социјалните мрежи многу е тешко да го зачувате вниманието на... Па да го задржите вниманието, да. Да се задржи вниманието, токму затоа одиме и со така модерните начини на информирање, на едуцирање на населението. Значи, во идниве проекти можам да ги најавам деновите на финансиска писменост, кои што ќе бидат некаде во средината на месец ноември. Нема да откривам агендата, значи во наредните денови ги поканувам гледачите да следат и на социјалните мрежи, на интернет страницата на Народна банка, ке има повеќе информации за тоа што ќе следува. Генерално, овие денови секогаш сме одржувале предавања и во текот на изминатите години постојано ги одржуваме тие предавања кои што имаат позитивен импакт и влијание врз
популацијата која што доаѓа да ја посетува Народна банка. Исто така би го најавила од текот на вчерашниот ден, еве тоа е нешто ново, FinFit, тоа е серијалот на нови анимирани видеа кои што ќе бидат поинтензивни и тематски во текот на следниве месеци и ги поканувам исто така гледачите на МТВ да дадат и свој придонес со коментарија, можеби и предложување на некоја од темите што им се од интерес. Добро, се надевам дека го задржавме вниманието до самиот крај. Ќе ни откриете сега? Ќе ми дадете совет како да штедиме, како да успееме во тој процес? Формула некоја посебна за штедење нема. Секој од личниот аспект и личните можности. За жал, некој може многу помалку да штеди, некој повеќе. Јас би завршила со една мудра изрека, а тоа е штедењето е секако важно, меѓутоа е уште поважно како го трошиме за штеденото. Кој е заштедена? Ова е добро, ќе го запаметам. Благодарам за гостувањето. Кристина Кралјичин, самостоен советник во Народна банка на Република Македонија. Благодарам. Благодарам. Благодарам за гостувањето.